Ќе почнеме со една реплика од Шекспировите дела. Вела дека тој е најцитиран. Неговите реплики се најцитирани во говорите на политичарите, во есеа, во колумни, па дури и проповедници. И јас го цитирам често, не дека сум многу запознан со делото на Шекспир, но неговите реплики се познати и човек не мора да го знае многу Шекспир, ако чита, ќе ги разбере и ќе ги знае и репликите. Инаку очигледно станал човек, збор за човек кој добро познава човечката природа, човечкиот живот и знае тоа да го преточи во неговите дела. И затоа се илустративни и се користени. Има една реплика која досега сум ја цитирал повеќе пати. Репликата на Брут, римскиот советник, сенатор, која е кажана во делото Јулиј Цезар, каде што вели: има плима во животот на секој човек, која треба да се искористи во незината полнота, кога нели ќе доживее максимумот. Ако се пропушти, успехот која нуди плимата ќе се претвори во мизерија. Зашто нели плимата која ќе надојде може да ќе повлечи насоканите бродови и да овозможи патување за нив. Ако се повлекува, таа остава пустош. Се она што донела со себе од ѓубрето, од океанот, од морината, го остава за себе. И оние кои нема да искористат плимата, почнуваат да се установат, се препелкат во таа тинја. Идејата дека во животот на човекот доаѓаат моменти кои треба да ги искористи, да се преземат храбри чекори, храбри решенија и кои ќе донесат успех, инаку човекот останува во мизерија. Тоа посебно важи за духовниот живот. Плима доаѓа со понуда за спасение, која ако не се искористи, останува во мизеријата на темнината човекот. И минатиот пат почнавме со тој судски процес во Јовано 19 глава, тоест оној политичкиот дел од судскиот процес, каде што Христос е доведен пред Пилат и Пилат е поставен пред буквално животен крстопат. Да го преземе тој смел чекор, кој ќе му донесе понатаму во животот светлина, вистина или пак да се бори за спасување на животот, на крајот да го загуби. И како што кажав, нели, минатиот пат го почнавме тој судски процес кој е така доста динамичен, полн со сует и кавги. Борјан го читаше така мелодично, тие реплики ги читаше поетски, меѓутоа, знаејќи го семитскиот менталитет, блискоисточниот, таму имало сует и кавги и натење. Еден многу мачен процес, полн со интриги, полн со манипулации. Христос е доведен таму со обвинение за велепредавство, дека се објавува за цар и дека е закана за Цезарот, за империјата. И Пилат во еден момент го поставува многу важното прашање, гледајќи дека нема вина кај Христос, што да правам со овој Исус кој се нарекува или е наречен Христос. И тоа е клучното прашање. Прашање за секој човек. Што да направи со Исус наречен Христос или Спасител? Пилат нема да успее да издржи на таа плима. Ќе биде понесен од тој вртлок на настани, во обидот да се го спаси животот, да се спаси кожата. И во еден момент, иако не наоѓа вина, решава да ја препушти од луката на толпата. Толпа која бара крв. Една разулавена толпа. Не се задоволува со ништо помалку од крст. Употреба некаква стратегија, тактика за која верува дека ќе донесе ослободување на Христос, така што го нуди како избор Вараба и Христос, ослободување на еден од двајцата. И за негово за чудо, сигурно, толпата заедно со свештениците бараат ослободување на Вараба и распнување на Христос. Иако додава Јован, Вараба е разбойник, а Христос никому никогаш не му сторил никакво зло.
Има тука интересна игра на зборови во самите имиња, кога толпата го бара Варава, го бара синот на таткото или татковиот син. Зборот Бараба на арамејски е варијанта на Бенаба или син на татко, татков син. Додека името Исус или Јешуак значи спасенињето е од Јахве. Јахве дава спасение. И затоа кога велат, кога избираат Варава, а што да направам со него, ти дори него користат името Исус и велат, а овој растник. Зашто би кажале Јахве, од кого што доаѓа спасението, растник. И го бараат Варава, те го бараат синот на обичен татко, а го отфрлаат оној кој што носи спасение, го отфрлаат Божиот син. И тој не покажува колку во каква темнина всушност е народот, во каква темнина се тие свештеници. И Пилат притиснат од римскиот закон, па кој не дозволува, зашто е правичен закон, не дозволува невин човек да биде осуден на смрт, се обидува да протне уште еден момент да воведе нешто во целиот тој процес, кој се надал дека ќе го задоволи народот. Тоест, го праќа Христос на камшикување, да биде бичуван. Пишува го седе Пилат Исус и го предаде да го камшикуваат. Деме како некаква поблага казна. Тоа поблага казна е под наводници, бидејќи е сурова казна, но во споредба со распнување на крст, тоест екзекуција, сепак е поблага. Но доста сурова казна, кој повторно исполнување на еден текст од Исаја, каде што нели пишува дека го подметнав, вели Месијата, грбот за ударите и лицето за шамари и така натаму. Ќе го прочитаме малку понатаму тој текст. Пилат сосема несвесно сакајки да се излече од тој процес, односи на таква радикална пресуда, кој испрке Христос на бичување како повторно исполнување на пресуда, на едно пророштво. И секако неговата цел е, очигледно, некако барам да задоволи таа толпа која е жедна за казна. Инаку самата казна е многу сурова и камшикувале со бич кој бил испреплетен со метални остри парченца, како жилети, кои ја дереле кожата на осуденикот. И после тоа бичување, грбот на човекот бил како една смеса за плескавици. Крвишта, кожи, парчиња, месо, сало, се било тоа испомешано. Сурова, многу сурова казна. И тука го гледаме повторно човечкиот суд. Пилат сака некако да го ослободи од екзекуцијата и го праќа на една сурова казна која не ја заслужува воопшто. А римскиот правен систем нели се смета како основата на западниот правен систем. На тоа се темели. На римското право, современото право. И тоа човечко право. Човечкото право кој на крајот пак пресудува на штета на праведникот. Сакајки да го избави праведникот, пак го носи на казна. И со тоа на крајот се зголема неговата казна. Христос кој би требало да оди само на крстот, треба да помине и камшикување. Но сето тоа пак кажеме исполнување на оние пророштва, на суверена Божја волја, предвидено уште во древноста, се исполнува овдека во целиот тој процес. Инаку, Христос е предаден во раците на едни сурови војници, легионери. А војниците, по принцип, се сурови луѓе. Тоа е таков систем кој одлично се создава машина. Машина која следи заповеди. Младите луѓе не знаат што е војска, ние кои што сме биле во војска, знаат што произведува, какви личности, систематски преку програма, преку обука, произведува на крајот. Луѓе кои исполнуваат заповеди и кои имаат, како да кажеме,
досетливост за суровост. Креативни се во тоа да наоѓаат посурови методи во своето, во вакво динамиката на животот. Кога млад војник ќе оди во војска, тоа беше, се нарекуваше гуштер или фазан и поминуваше еден процес на старите џомби и потоа тој го правеше на младите и така натаму. Ке спомнам само на сцена која е доста така брутална и покажува како дури еден систем од армиски систем кој беше во Југословенската армија составен од инженери, доктори, зашто такви одеа таму. Луѓе кои што завршиле средна школа или пак завршиле факултет, математичари, стануваа во тој систем војници. Да не кажем друг збор, војници. Јас бев рекрутиран во војна полиција, 6 месеци е обуката и потоа 6 месеци служба. Обично стражарски служби, патролни служби и така натаму. Имаше затвор, воен затвор во Љубљана. Јас не бев таму, само еднаш или два пати ме прати, ама стражарска служба во дворот, додека една група избра така една група војници да бидат во стражарската служба во затворот. Имаше таму еден, беше постар од нас, зашто беше завршил правен факултет од Војводина. Една вечер со неколку други војници се напил и на машина за пишување напишал пресуда на еден војник кој беше затворен заради усташка идеологија. Напиша пресудата, смртна пресуда, му ја однесе во килијата, поведе со него тројца пијани војници, го изведе во дворот, го постави над зидот, му ги врза очите, ги нареди војниците, ја прочита јавно пресудата и обследно рече: шалимо се. Човекот ги напал на гаките, му побеле косата, кутриот човек. Сакам да кажам дека една армија составена од интелектуалци до каде стигнува, а овде дека Христос е предаден на легионери, луѓе кои што избраа да им биде професијата војник, кој не знае ништо друго освен да воева, машина за убивање. И кога, а пак од друга страна, знаеме тој антагонизам меѓу паганите и евреите. Те меѓу себе имаат тежок антагонизам. Евреите ги нарекуваат паганите кучиња, паганите пак не ги трпат евреите заради таа или духовна ароганција. И ова е прилика на римските војници да им враќат на евреите преку Христос. И се ова што го прават овдека е понижување, страшно понижување. Не знам каков бил, не е опишен овдека во Јован, не камшикувањето, меѓутоа веројатно били и погруби од вообичаено, гледајќи од другите работи што ги правил. Зеле трнов венец, тоест зеле трнови гранки, исплеле венец и му го ставиле на глава, буквално му го набиле, за да почна да тече крв по лицето, која се мешала со пот, со прашина. Потоа зеле една плаштеница и му ја наметнале и почнува тука сега оние понижување како за цар. Пред нив стои некој кој што е обвинет дека претендира, дека има амбиции да стане јудејски цар и сега овој му враќаат. И почнуваат да го шамарат, му дираат шамари и му се поклонуваат и велат: јудејски цар, те се поклонуваме. Знаете, шамарите не се толку, камшикувањето било на страшното, шамарите се повеќе да го понижат. Нели овдека пишува го удираат во образите, ама тој се тој удар што го нанесува слугата на свештениците во домот на Ана. Шамари кои имаат за цел да понижат. И сето тоа го истрпува Христос за нас. И тоа ќе продолжи понатаму и под крстот да го прават војниците. Ке зборуваме понатаму следниот пат за срамот што тој го понесе за нас. Наистина еден срам, тежок срам, искусува Христос. И тие сурови легионери воопшто и не знаат дека во сето тоа исполнуваат само Божја наредба или Божја воля или
Божи пророштва. Трните со кои што Христос е измачен, или му е ставена на главата, се оние трне на проклетство кои што сме казнети заради гревот на Адам. Кога падна човекот во грев, Бог рече: проклета нека е земјата поради тебе, таа ќе те раѓа трни и боцки. И тоа беше дел од проклетството. И секој што се занимава со земјоделие, последните години, јас малку, кога ќе влезеш во нивата, не можеш да не излезеш потоа со испокинати, издрани раце. Секаде има трне, насекаде виреат, колку и да не ги сакаш. Тоа е проклетството. Е тоа трне на проклетата земја Христос, и тоа го зеде на себе, за да и земјата биде излекувана. И ние да бидеме во неговите рани излекувани. Се разбира, војниците ништо не знаеле за тоа. Тие имаат само намера да го повредат и понишат, а во сето тоа го исполнуваат она мудра волја на Бог преку неговите рани, ние да бидеме исцелени. И тука има голема една иронија. Иронија во постапките на овие војници, ама и премудрост Божја. И така, откако завршува тоа измачување, тоа понижување, Христос покриен со таа, изгледа како карикатура. И покрај сето достоинство Божјо што го има, и затоа Исаја пишува, во неговите најави за Месијата. Прво излегува Пилат да ги подготви луѓето и вели: еве, сега ќе ви го излеза надвор да разберете и вие да видите дека нема никаква вина. Им го вади Христос. Го вади крвав целиот, со таа багреница, со трновиот венец, истоштен од ударите во неговата човечка природа. Се надева дека и потенцира дека тоа пак ќе донесе некаква промена во решението на свештениците и на толпата. И откако го најавува тоа, дека нема никаква вина, потенцира, тогаш го вади Христос надвор со трнов венец и со багреница и вели: еве го човекот. За ова изјава еве го човекот, да, во себе може да содржи многу филозофија. Зашто акцентот во синтаксата е на човекот. Ова е човекот. Меѓутоа, што сака да каже со човекот? Може да вложи и филозофска смисла. Зашто, човекот се бара човекот, филозофите го барат човекот, вистинскиот човек. И Христос, да, тој е човекот, тој е единствениот човек, во вистинска смисла на зборот. Сите ние сме карикатура од човек. Тој е човекот, совршениот, безгрешниот. Ние сме деформирани, како во гревот, како луѓе. И може би имал Пилат, го имал и тоа во предо, зашто тој го наблюдува целиот тој процес. Претходно има разговор со Христос. Христос ја открива својата божественост. Јас дојдов да ја откријам вистината. Секој што ја сака вистината, ќе оди по мене. Бил сведок на сите тие измачувања, во кои што Христос молчешком, без спротивање, ги трпи. Во тоа има достоинство во сите тие постапки. Доброволно се подчинува на измачувањето. И кажува голема вистина. Што е да неговата намера, кажува голема вистина. Има и друга нијанса овдека, може би и друга ваква идеја или намера во изјавата на Пилат: еве го човекот, во смисла: еве го овој кого вие го обвинувате. Овој кој што за чие обвинение, и тоа е логиката потоа на диалогот понатаму. Овој кој што ви веле дека е закана за Рим. Ова е заканата за Рим. Видите како изгледа. Јадник. Ова ли е закана за Рим? Ова ли е човекот кого ви го обвинувате дека е конкуренција на Цезарот?
еден натепан, истуштен јадник. Сушно, Брус во неговиот коментар е преведов фразата еве го кутриот човек или еве го јадникот, или како еден политичар што велеше гревчиња, еве гревче, ово или е заканата за Рим. И каква е да е веројатната цел? Не успева Пилат да ја оствари, зашто првосвештениците продолжуваат да викат распни го. Не можат да се задоволат со ништо помалку од распнувањето. И во еден момент, сигурно не така мелодично, Пилат им вели, тогаш замете си го, вие распнете го. Јас не сакам да имам ништо ни со вас, ни со него. Тоа е она што значи, вие, зашто јас се наоѓам вина. Тргнете ми се од главата и вие, и тој. И немојте повеќе да ме знае. Што сакате, правете. Тој знае дека немаат власт да го распнат, бидејќи законот не дозволува фарисеите на крст да распнат човек, тоа само Рим може. Меѓутоа, тука гледаме таа фрустрација веќе. Го губи трпението и им вели, марш од овде сите. И вие, и тој, правете што сакате со него. Јас не наоѓам никаква вина во него. И не ме занимавајте повеќе со тоа. И каква е реакцијата на фарисеите? Упорни, не се откажуваат по никаква цена. Одговараат, ние не можеме да го направиме, но имаме закон и според нашиот закон тој треба да умре. Зошто? И сега го повторно се враќаат на она прво обвинение, го тргнуваат политичкото за велепредовство и пак се враќаат на богохулството. Тој се направи или се нарече Син Божи. И сега заклучокот овдека пак малку внесува како дилема. Пилат се уплаши на овие зборови. Пак се уплаши. Зошто се уплаши кога чу дека Христос се прави Син Божи? Прво, може би, повикувањето на фарисеите, т.е. на свештениците, но врската што ја презеле римјаните, римските управници, со договорите што ги имаат со првосвештениците. Т.е. тие треба да ги почитуваат и еврејските закони. Должни се да покажуваат чувствителност кон нивните верски закони. И овдека, велат првосвештениците, нашиот верски закон налага смртна пресуда. И ти си должен да ја почитуваш. Тоа е едниот аспект на обвинението. Тоа е аргументот што го дават фарисеите. Другиот аспект е објавата на Христос како Син Божи. И тука може повторно да се навратат некако индиректно на велепредавство. Тоест, уште од Август Цезар, римските императори си даваат титула Синови Божи. Тоест, тие се представуваат како повеќе од обичните луѓе, тоест како Божи синови. И сега Христос, објавувајќи се за Син Божи, во тој аспект му конкурира, така да кажеме, на императорот. Не е императорот единствениот Син Божи, кој има божественост, туку сега се јавува и некој друг кој претендира. Меѓутоа, најверојатно, Пилат се бил суеверен човек. Не, иако е познат како стоик, скептик, циник, сите во тоа време били суеверни. Сите римјани се суеверни, без разлика на филозофската определеност. И сите верували во Бог, и сите верували дека секој човек во себе има божественост, има така посејано семе на божеството, логос, сперматикос. Но некои во поголема мера, некои се по-божествени, така да кажеме. Некои се синови Божи, како императорот. И сега овој се представува како таков. Згоре на сето тоа доаѓа и неговата сопруга во еден момент. Тоа Матеј го запишува, која го предупредува да внимава, да не му прави ништо, зашто имала кошмари цела вечер.
Така да, во се оно што го слуша, што го гледа Христос, има објави на божественоста од Христос. Се уплашил човекот. Го фаќа страв. И затоа решва пак да го врати во преторијата, во судницата. Го зима Христос и пак го враќа. Пак да разговара. Иако веќе имаше еден разговор. Очевидно тој момент кога слуша дека Христос се објавува, од другите го слуша тоа обвинение, се уплашил и го воведува во судницата. И кога го внесува, неговото прашање од каде си ти не е географско, тој знае дека Исус е од Галилеја. Тој го праќа кај Ирод, Антипа, кога чул дека е во Ерусалим во тој момент за празникот, а Ирод е надлежен за Галилеја и затоа го праќа да се ослободи од Христос кај Ирод. Знае од каде е. Прашањето од каде си ти не е неговото земно потекло. Сака каков син Божи си ти. Од каде си ти дојде? Од кој Бог си ти? И во тој момент би очекували Исус да си отвори тешничката и да изоди 4 духовни закони да почне да го води од гревот па нели до покаяние или некој друго упатство за евангелизација. Христос ништо не кажува, молчи, ништо не му одговори. Ете, Христос има посебен пристап кон секого. Еден беше пристапот кон самарјанката, еден друг беше кон Никодим, трет беше кон фарисеите. Овдека е сосема друг со Пилат. Тука темата е власта. Власта е темата. И во првиот разговор, и во вториот разговор. Царството е темата. Ако со Никодим темата беше Божјото царство, како да се стигне таму, законот, делата или новораѓањето, овдека е царството. Чие е царството? Какво е царството на Христос? Овдека го прашува од каде си и Христос му вели: не ти кажу, молчи. Што му кажа? Му кажа: моето царство не е од овде, јас сум од горе, му рече. Јас сум од таму. И јас сум дојден од таму да открием вистината. Ако ја бараш вистината, ќе ме слушаш мене, што јас ти зборам. И не му одговори. И молчењето на Христос го предизвика Пилат да постави ново прашање. Новото прашање беше вистинското прашање. И второто прашање беше: мене не ли ми одговориш? Не знаеш ли дека јас имам власт да те распнам и власт да те пуштам? И тогаш Христос му одговори: ти немаше да имаш никаква власт, ако не ти беше дадена од горе. В други збори, од таму од каде што јас доаѓам. Моето царство ти ја дава твојата власт. И ти треба да внимаваш. Ти си одговорен пред мене за тоа како ја користиш таа власт. Ти имаш слободна морална совест за да пресудиш во овој процес. Виновен ли сум или не сум виновен? Или пак ќе направиш компромис со правдата да си ја зачуваш кожата. Тоа е дилемата пред Пилат. Христос или Цезарот на крајот на краиштата. Пред таа дилема ќе го исправат на крајот фарисеите: Христос или Цезарот. И потоа додава и вели: а тие пак овдека што ме донесоа, тие пак имаат уште поголема вина, поголем грев. Не го неутрализира, не го релативизира гревот на Пилат. Вели: поголем, ти имаш, Пилате. Со таа власт што ти е дадена од горе, одговорност како ќе постапиш. А овие што ме донесоа, кои имат поголемо откровение, пред кого сум правил чуда, кои ги знаат пророштвата, кои пророштва сега се исполнија, за време на ова измачување се исполнија пророштва од Стариот Завет. Тие ќе имаат
уште поголем грев. Тоа е. Различни степени на вина. Ти имаш вина, ти доби откровение и за твоето откровение, според твоето откровение, ќе одговориш на твоите постапки. Кајафа, кој го предаде Христос на Пилат и отвори поголемата светлина, има поголема вина. И гледаме како овдека всушност целиот тој процес пак се променува, некако се свртуваат тековите и сега осудениот станува судија. И му суди на Пилат. И му вели, јас сум судијата кој тебе ти даде власт да судиш. Внимавај како судиш. И знаете, тоа е последната можност што му ја дава Христос на Пилат. Тоа се последните зборови што ќе ги чуе Пилат од Христос. Завршува со тоа разговорот. Многу так, наеднаш. Таа власт е дадена одгоре, имаш одговорност, а тие пак имаат уште поголема вина. И на тие зборови пишува, разбрал Пилат, очигледно разбрал, добил откровение. Реши да го гледаше да го пушти. Од тогаш гледаше да го пушти. Што значи? Тоа сумира. Тоа е една изјава со која Јован го сумира продолжението на судскиот процес. Не знаеме што правил, но очигледно тој се карал таму со фарисеите, ги бркал можеби. Не знаеме. Но оди им кажува категорично крај, го пуштам. Нема да го судам. И самото продолжение на текстот, на расказот, ни кажува дека фарисеите, дека и садукеите, првосвещениците ќе се најдат во една позиција во која ќе го искористат веќе последниот џокер. И ќе му се заканат, буквално ќе му се заканат. Внимавај, за тоа ќе разберат во Рим. Или му велат, ако го пуштиш, не си пријател на Цезарот. Не си амигос на Цезарот. Тоа е на латински така преведено. Не си пријател. Други зборови, ти си непријател или ти си отстапник. Ти не си му лојален на Цезарот. Затоа ние ќе го известиме Цезарот, внимавај. А Пилат веќе имал неколку жалби. Затоа пишува Фило Александрски од Синедрионот, упатени кон Рим. А во тоа време па царува Тиберий, за кого преданието вели дека бил татко на Клаудија, жената на Пилат, незаконска керка. И не биле добри односите меѓу Пилат и Тиберий, а Тиберий пак е познат како, такви биле повеќето императори, параноици, сурови, постојано се плашили некој да не ги убие, да не им земе власта. Тиберий бил познат по својата суровост, особено пак од нелојалните политичари, управници. Имал на островот Капри викендица, вила на Карпа и на Карпата ги поставувал тие нелојални политичари, оттаму ги фрлал и гледал како паѓаат од високо во морето и уживал да го прави тоа. А посебно пак во тоа време, кога се случува процес, според таците и други историчари, бил болен од некаква болест, најверојатно од разузданиот живот, кога ги јадела телото и мозокот, веројатно станува збор за сифилис, така да имал помрачен ум. И Пилат е исправен сега во една ситуација да се ја спасува својата кожа. Под една таква закана, која што опатуваат фарисеите. Смртна пресуда ова за Пилат. Велат, ние те подпишуваме смртна пресуда ако не го распнеш Христос. Така да го постават на тој избор. Или Христос, или Цезар. И штом го чу овој збор, го изведе Исус надвор. И седна на судскиот престол, на местото Литостротон, тоест камен плочник во превод, тамо каде што ги кажува екс катедра своите
укази, управникот, и додава еден момент, дека беше петок, им вели, еве го вашиот цар. И овој исказ, содржи во себе вистина, тој е царот јудејски. Да, тој е небесниот цар. Повторно се енигма намерите на Пилат, што сака да каже со тоа. Според некои го вади Христос повторно таков, нели, истуштен, исцрпен, измачен, и вели, ова е вашиот цар, да ги смее. Меѓутоа, јас сметам дека пак од како се води понатаму разговорот, како ќе реагираат на тоа фарисеите, повеќе има еден укор кон нив. И вели, вие го обвинувате дека овој е цар, тоест дека овој сака Јудеја да ја ослободи од Рим. Тоа е вашето обвинение, дека тој е Месијата кој, или се представува како Месија кој што е бунтовник против Рим. И во таа смисла тој е ваш цар. Меѓутоа вие, како јудеи, како може да си го предавате вашиот цар? Како може да испаднете во ситуација мене да ме клеветите пред Цезарот, дека јас не ги застапувам доволно интересите во Јудеја, не ја заштитувам власта, вие сте тие поодговорните за римската власт во Јудеја, така што застанувате против вашиот револуционер. Што е ова? Замислете си, излегува некој патриот, револуционер, и ти одиш кај окупаторот и велиш, сакаме да го убиеш нашиот револуционер, кој сака да биде наш цар и да не ослободи. И навистина во оваа изјава на Нерон има голема, на Пилат има осуда. Еве го вашиот цар, кога толку сакате да го распнате. И каква е реакцијата на првосвештениците? Велат, распни го, со други зборови, и ги прашаат да ви го распнам, зар да ви го распнам вашиот цар. Земи го, распни го. Тоа тргни го од очи, не сакаме да го гледаме. И Пилат враќа на тоа, абе вашиот цар ли да го распнам? Од кај таква желба имате да ви го распнам? Толку ли го сакате Цезарот? Толку ли ја сакате римската власт? Вие фарисеите, кои сте заштитници на јудејската традиција и сите тие работи. Што толку сте запнале овој човек, кога вие го обвинувате дека е ваш цар, да си го убиете? И да, и тоа, и во ова има една голема иронија, зашто да, тоа е навистина царот на царевите. Бог дојде да ги спаси. И до таа мера беа жедни за крв, што не отстапе во нито еден момент. И кога се стигнува на таков абсурд, тоа е абсурд. Дали да изберат Цезар или Бог, тие го избираат Цезар. И затоа ќе им рече, абе вашиот цар ли да го распнам? И тие ќе извикат, немаме друг цар освен Цезар. Цезар е нашиот цар. Не сакаме друг цар да имаме. Цезар е нашиот. До каква мера, до каде стигнуваат во својата омрза кон Христос, омрза кон вистината. Знаете, тоа е, тие се представници на народ кои се гордее со тоа дека е глава на другите народи, а не опашка, зашто Бог е нивен цар. Народ кој склучил завет со Бог, народ кој се стреми кон теократија. И нивните представници велат, Цезар ќе биде нашиот цар. Тие со тоа го раскинуваат заветот со Бог. Не ни треба нас, не ни треба Месија, не ни треба цар. Ние си го имаме Тиберий, еден одвратен, перверзен, луд човек, не го сакаме за цар. Не го избираме. Тоа е темнината на човечкото срце. И се заколна на верност на пагански владател, кој себе си се нарече, не им пречи тоа што Тиберий се нарече син Божи.
Да, Син Божи се нарекува и Тиберий, Син Божи се нарекува и Христос. И тие меѓу тие двајца решат Тиберий ќе го избереме. Оној, развратниот, лудиот, неморалниот, а го отврлија вистинскиот Син Божи, кој што во се покажуваше дека навистина е Божиот Син. И тоа е безумијата на гревот и последиците на неверието. Кога луѓето не сакаат Христос да владее, тогаш ќе ги владее тиранин. Тие избраат тиранин да ги владее. И Пилат им дозволи. И им рече, еве ви го предаде за да биде распнат, и го зедоа, кога вели го предаде на евреите. Да, римјаните го земаа, војниците, меѓутоа тука цело време се присутни и свештениците, тука се наблюдуваат, случајно да не им нешто, да не им се пропушти. Некако нивниот план да не се изјалови. Следат цело време. И го поведоа, сите заедно. И додава дека било петок, пред Пасха, околу 6 час, веќе јас кажав дека тоа е веќе денот на бесквасници, празникот на бесквасните лебови, кога повторно се јада вечера, бесквасна, но целиот тој циклус од 8 дена се рекува Пасха. Затоа и Лука така го најавува и се наближуваше денот на бесквасните лебови, наречен Пасха. Така го нарекуваат и Пасха, празникот на бесквасните лебови. Но тајмингот е 12 часот, кога се носат жртвите во храмот, да се жртвуваат. Христос е поведен. Предаден е поведен да биде жртвуван. И тука, и во тоа има символика. Јован користи идеолошки јазик. Во тоа го поведува, кај го поведува? Го поведува да го заклат. Надвор. Додека другите овци се колеа во храмот, него го извадија надвор од племето, надвор од таборот, од логорот, каде што требаше да се жртвуваат нечистите работи. Таму беше изведен. И со тоа се остварува пак, нели, Божето пророштво. Се што се случува, дури и зборовите што ја кажуваше Пилат несвесно, беа исполнување на пророштво на Бог. Тоа што фарисеите го кажува несвесно, беше исполнување на Божето пророштво. Она што го правеа римските војници, беше исполнување на пророштвото на Бог. Во цело време се исполнуваа Божите пророштва. Сето време Бог извршуваше својата волја. Преку сите тие судски процеси, тој долг судски процес беше само извршување на Божјата волја. Она што Бог го беше најавил уште во Стариот Завет. Како што пишува Исаја во 25 глава. Господи, Ти си Бог мој. Во првиот стих. Ке те возвеличам, ке го славам името Твоето што си извршил премудра дела, определени во старо време, вистините и сигурни. И во 8 стих вели, смртта ќе биде преголната за секогаш. Ке ги избрише Господ солзите од сите лица и го симне срамот од својот народ во целата земја, зашто така вели Господ. Христос отиде на крстот за да се случи она очистување, ослободување на неговите од гревот, од срамот, да донесе воскресение. Неговот, после тие мрачни настани, следеше славното воскресение, славното вознесение во слава. И тоа надежта за човекот уште од самиот почеток. Таа жртва на Господ Исус Христос. Она што почнува како срам на Велики петок, ќе заврши славно во неделното утро. И тоа е славата, дека ќе биде избришен нашиот срам и вина и грев и солза е нашата надеж. Но, прашањето е што со оние кои својата надеж ја поставија на Цезарот, на човекот. Почетната точка или импулсот за целиот тој процес беше стравот на Синедрионот дека тие ќе го загубат, и тоа го пишува во 11 глава на Евангелието според Јован, 48 стих. Се повеќе и повеќе луѓе тргнаа
по Христос откако го воскресна Лазар. Тие се собра и кажаа, ако ова вака продолжи, ќе ни го земат ова место, храмот ќе ни го земат, службата ќе ни ја земат, народот ќе ни го земат. Затоа мора нешто да направиме. Мора да го убиеме. Зошто? Да си го спасиме храмот, да си ги спасиме службата, да си го спасиме народот на кого што управуваме. И си направија план, решија да бидат послушни на императорот, кој им ги даде тие привилегии. И што се случи? Истиот тој Цезар, на кого тие се надеваат, дојде после 40 години. Им го разруши храмот, им го разруши градот. Престана да постои Синедрионот, престана да постои Садукеите, веќе немаше и фарисеи, престанаа тие служби. После 300 години веќе немаше фарисеи, немаше Садукеи. Својата надеж ја поставија на Цезарот, на човекот. Има пат, како што вели Соломон, што на човекот му изгледа прав, но крајот него води до смрт. Сегојаш кога луѓето го избираат Цезар, човекот, човечката стратегија, човечкиот авторитет, наместо Христос, без разлика колку тој избор изгледа разумен и сигурен, избираат робство. Наместо слобода, избираат смрт наместо живот. Сега да не мислите дека пак влегам во политика, немам некои политички идеали, идеологии и така натаму, но има многу живописи, многу поучни примери во животот. Се сеќавам пред 3 години, или колку години, не знам веќе, Трамп дојде, беше избран за председател. Јас спомнам како христијаните триумфално го дочекаа, како Месија кој дојде да го спаси светот. Не знам дали се сеќавате. Мнозинство, 90% од христијаните беа еуфорични, пишуваа, споделуваа, еве дојде Спасителот. Што е поразличен светот денес после 3 години, кога дојде Трамп? На подобро или на полошо? За 24 или 48 часа ќе реше војната во Украина. Уште ништо не е решено. Немаше да има војна, рече. Почна повеќе војна од било кој друг председател во историјата. Плаќаме 100 денари нафта наместо 70. Тоа е ветувањето на човечкиот Месија, кога човекот и верникот ќе ја постави својата надеж во човек, во Цезар, а не во Бог. Зашто човекот во својата природа е тиран, тиранин. Сите сме тирани. Сите сакаме да угнетиме, сакаме да ги ставиме под своја контрола. Сакаме ние да контролираме со луѓето. Тоа е нашата тенденција. И кога човек место Христос ке се избере Цезар, се избира тиранин. Секогаш. Каква е судбината на Пилат? Се уплаши дека овие ќе го предадат. И според записите на Фило и на Јосиф Флавиј, повикане после, не тој му едно, после неколку години пак, и одземена му службата и го завршува прогонство. Според Евсевиј Кесаријски, до тама мера станал урнатина од човек што си го одзел сам животот. Тоа е. Он од кој што се плашал толку и гледа да му удостои, на крајот пак го отврла. Знаете ли, слобода има само во Христос. Нема никаква друга слобода. А во робството во Христос доаѓа слободата. Денес големата заблуда која владее во светот е дека денес човекот е многу слободен. И денес човекот има права, многу права има денес човекот. Денес можеш ти да се информираш. Имаш слобода да се информираш. Имаш интернет, има компјутри, има телефони. Но човек за да дојде до таа информација, прво треба да си купи таблет или интернет или телефон. Треба да склучи договор да стане роб на оној што му го продава телефонот и му нуди после интернет. Потоа треба да ги плати сите тие мрежи, интелигенции и така натаму и таму. Треба
5 структури да задоволи, за да може да стигне до таа информација која на крајот пак го поробува во некој систем. Го прави роб на некаква идеологија. И ние мислиме денеска дека сме слободни. Не, робови сме. Не еден куп работа сме робови. Живееме со илузијата дека сме слободни. Инаку сме робови. Пред известно време ми дојде порака, не знам колку таму пари ми снема од картичката. И веднаш бидејќи била сумнителна транзакцијата, ми ја блокираа картичката. 4 дена чекав за нова картичка, не можеш да располагаш со своите пари. Не можеш, зашто ти е блокирана сметката. Не по моја вина. Роб си на банката. Роб си. И тоа ти го прават за твоја заштита, за моето добро. И ние го мразиме робството на Бог, кој пак е за наше добро, кој ни нуди слобода од најголемото робство на гревот, зашто го сметаме Бог за тиран. И знаете што ги сваќам се повеќе, така што поминува времето, овие во древноста монаси кои сакале да побегнат од се и да најдат мир само во Господ. Само да живеат со Господ. Зашто само Господ не ги поставува сите тие робства што овој свет знае да ги постави. Во Господ има вистинска слобода. Господ за тоа дојде да ни даде слобода. Сите тие беа поробени на човечките зависности, за да задоволат некои своји човечки амбиции, да си ги зачуват храмот, привилегиите во храмот, службата во храмот, народот кој што го манипулираат, Пилат да се спаси од Тиберий, го отфрлија сите Бог, го избра човекот, човечкиот Цезар. Што да направам со Исус? Рече Пилат. Што да направам со Исус? Евреите, авторот на Евреите, 3 пати, во 3.7, 3.15 и 4.7 ли беше, вели, ако денес го чуеш тоа прашање, што да направам со Исус, не одлагај. Веднаш поверувај, не го закоравај своето срце, туку отвори го. Поверувај во Христос. Тоа е советот на Библијата. А ние кои што веќе живееме да внимаваме на изборите. Сите ние секојдневно сме во една трка, трчаме, но од лево десно сме искушувани да гледаме, да излеземе од патеката, да задоволиме некоја наша лична човечка амбиција, стратегија, да се поведеме по понудите на светот кои само поробуваат и не носат ништо. Само робство, темнина. Нека Бог ни помага да живееме во светлината на ова вистина, зашто без неговата благодат ќе бевме како Кајафа, како Пилат, како сите тие што беа таму. Само Божјата благодат може да ни помогне да ги носиме правилните решенија, да го следиме Христос. Робството под Христос значи слобода, живот во Христос. Робство под Христос значи да живееме во единство со Него. Неговиот живот да биде наш живот. Неговиот живот е живот на слобода. Слобода од сето она што не поробува и оневозможува да бидеме вистински луѓе. Христос беше човекот, преко кого ние можеме да бидеме вистинските луѓе. Луѓе по Божиот образ. Луѓе според намерата што Бог е имал за нас. Нека Господ ни дава мудрост и сила да го правиме тоа. Па, ајде, замолиме. Татко Небесен, навистина, ние секојдневно во нашиот духовен живот, во нашата духовна борба сме исправени пред предизвици, исти како оние, со кои се соочували и Пилат и првосвештениците, предизвици со кои што не успеваат да се справуваат луѓето без Христос. Зашто никој сам по себе не е доволен за тоа.
Само преку Твојата благодат и Твојата милост ние можеме да бидеме нови луѓе. И ние сме ново создание. И не само што сме ново создание, туку Ти имаме Тебе преку Светиот Дух, го имаме Синот Божи во нас, кој не успособува да живееме угоден живот. На Тебе угоден живот. Затоа се молиме да ни даваш уште повеќе вера. Гледаме преку примерот на сите тие луѓе што ги разгледавме, дека не може да живеат без таа вера. Живеа според она што го гледаа. Затоа помогни ни да го кренеме погледот повисоко од овој свет, од нештата што овој свет ги нуди. И зајакни ја верата во нас, благослови ја нашата вера, зацврсти ја нашата вера, за да бидеме послушни, да веруваме дека Ти си секојаш верен кон нас. Ти благодариме, Господи, за сето тоа што го направи за нас и помогни ни да живееме верно на Тебе. Го бараме тоа во Христовото име.